майсторовите речетавме и Штип го разгледавме и меѓу другото се распрашувавме кај има најдобра пастрамајлија. Ни препорача да бидеме тука, најголо ќе ни објасните како се прави прочената штипска пастрамајлија. За да се припреме штипската пастрамајлија, прво треба да се припреме тестото. За да се припреме тестото, прво треба да си имаме припремено квасец, брашно, сол и млака вода топла. Да, простете што ве прекинувам. Брашното важно ли е да биде пресеано или не? Брашното треба да биде добро пресеано, треба да биде тип 400 брашното или моментално користиме наменско струмичко брашно. Тоа е многу фино брашно. Треба од тоа брашно да испаднат многу убави пастрамајлиите. Вика дека било марифетот, мајсторијата на пастрамелите во приготвувањето на тестото. Да, така. Има ли некој посебен рецепт? Па има, тесто треба да биде малку помеко, некои обично ќе го прават домаќинките дома тврдо. Тесто во е помеко и има си Значи нема ништо тајно, нешто скришно. Нема тајно. Да, и веднаш се прави пастрамелијата или треба брашното да отстои? Да почека да се стаса тестото едно 15-20 минути и потоа се растрга. Што велиме да се одмори тестото малку, Да. Си знаете за овие работи? Добро, јас се обидувам да правам, ама никогаш не ми успева. Добро, ние штипјани има и некои тајни мали што не ги кажуваме. Тоа не ги кажувате, не ги кажуваме. Нема ни сега да ги откриете. Правите некои метани нешто или во составот на самото брашно или на квасецот можеби? Во изработката на тестото. Инаку квасец Добро, ние внимателно ќе ако може да ни кажете некоја тајна, ако не мора. Да. А тестото треба да се добро измеси, да се стават добри количини на квасец, да не е многу или малку, ако е многу не е добро, ако е малку пак нема да ви стасува тоа што треба. Тука се тие и треба да биде малку помеко. Како што рековме, тоа брашно да биде помеко. Да. Тестото. Добро, забележав дека квасец оваков како што е го ставивте во Јас тука малку го дотерав, тоа се тука малку се размешува добро и тоа си се уреди. Да. Ние правиме сега мали количини, инаку кога има потреба се прават големи количини, али принципот е во целост тај. Тука и вака треба да стои на 15-20 минути, прво тоа е стасување, после пак се премесува и се формираат тие топчињата за пастрамајлијата, после се растрга и се пече. Значи првата фаза со тестото помина. Да. И сега што следува? Сега следува, ги оформивме тестата по 330 грама и сега ќе ги растргаме, ќе ставиме месо и потоа ќе ги ставиме во талото. Ево вака се прави, се взима тестото, ово е добро стасано тесто, се става и се оформува тестото. Во Штип имате оваа форма? Да, во Радовиш е сигурно поинаква. Да, во другите градови е друго. Кавадарци викат неготино дека биле долги, не сум пробал. Имам јадено кратовска пастрамајлија, не е лоша, таму е прават само со пушини меса нешто, малку во други не е како кај нас. Ево тоа е таа пастрамајлија. Гледа се многу на убавиот изглед, да е интересно, да е убава, да не треба да се внимава на крајчињата да не се притисне, ако се притисне више е оштетена пастрамајлијата и не се пече. Тука може да се дотерува, се што треба, али крајчињата не треба да се притиска. После се става убаво свинско месо. Ви сега ќе ни кажете нешто за филов, односно месово? Колку време треба да отстои пред да се употреби? Месото пред да се употреби треба барем една саат да биде исечено, насолено, дотерано. Ова е свинско месо. Свинско месо. А зошто се викаат овие специјалитети пастрамајли? Кога не се прави со пастрма? Во старите времења се правило со пастрма. Дека сега више ние А пастрма е ли општо сушено месо? Да, општо сушено, али ние со текот на времето... Да, и вкусот на луѓето се менува секако. Се менува, опшко не се јаде и се прават убаво свинско месо. А доволно е солено ова месо или? Солено, зачинето е со сол, црн пипер и црвен пипер малку, за да си има боја. Така. Така зачиненото месо. Значи тестово не се премачкува со ништо, директно месото на... Не, пече се директно, некој не прашува дали се пробува варен месото или не, ние... Само треба да биде остоено. Треба да биде остоено, дотерано месото. Кревко да биде, да нема жили, во се убаво месо, се... Отбирано е целото месо. Е така. Ево вака припреманата пастрамајлија и се додава мас свинска. Така. Едно 10 до 15 грама.
То се става на едно место, а при самата температура масата се растопи и така си дојде нормално колку што треба. Се пече во претходно загрејана релна или? Да, во претходно загрејана релна на 270 степени. И некаде печењето е до 7 минути, 8 треба да испадне. Вака припремената пастрмелија. Ево ставаме во печката. Ова е електрична печка, нели? Да, електрична печка. А традиционално како да Тоа се прави во фурни на дрво. Шти порано до пред едно 5-16 години се припрема во фурни на дрво. Имаме две фурни такви, едната на Басара, едната се викаше не ми баш текнува човекот си е поминат и таму се чекаше со 5-6 сата треба да чекаш за да добиеш за дома пастрмајли. Меѓутоа јас прв како постар угостител имам купено печки и прв почнав да правам пастрмајли вака на струја, али малку ги растеретивме другите фурни и сега се прават во сите кафани скоро во градот пастрмајли. А може да има дека Басара го рекосе, не? Постои Да, уште може, таа. постоje, они прават и домашен леп, убав леп прават и пастрмајли, може да се направи. И тоа би сакал да видим. Да, може во секако, Басара тие се уште од старите мајстори, еден од старите мајстори во градот. А добро, пастрмајлие, тоа е зимско јадење. Кога се јаде? Да, пастрмајлијата ние претежно ја правиме од 1 септември, почнуваме па некаде до крајот на април. Чи месеците со ра, што се? Тогаш вино се пие и пастрмајлие. Пастрмајли, ама ние имаме многу во странство наши тука граѓани или од страна од Кочани дојдат што не знаат преку лето. И од Германија ни дојдат. Мајстор Митре, може ли да направиме пастрмајли во сред лето? Може. За 2-3 сата чекат луѓето, направи си убава пастрмајлија, пробат, видат и така. Мајстор Митре, Јас ви благодарам многу. на вас што не посетивте. ќе пробаме и дома да го направиме ова, па да ќе ни успее. така, ако не може да се јавите, рецептот Се додиме Да. ние, да одиме во Софра, па таму ќе ни донесат, да седиме фино. Така? Да, кај нашите Мајстор Митре, колеги. хвала на ученици. Пријатно. Hvala Sve najbolje. Prijetno.